Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски објави отчет за првите 100 дена од својот мандат, при што истакна дека функцијата ја презел во услови на сериозна финансиска и институционална криза, со долг од речиси 300 милиони евра, блокирани сметки и неисплатени плати во јавните предпријатија. Според Ѓоргиевски, во изминатите 3 месеци обврските се намалени за повеќе од 40 милиони евра преку кратење на непродуктивни трошоци и воведување финансиска дисциплина. Тој информира дека е стабилизирана и редовната исплата на платите во јавните предпријатија, како и дека биле отстранети над 600 лица кои примале плата без да доаѓаат на работа. Во делот на инфраструктурата, градоначалникот посочи дека се деблокирани или интензивирани повеќе проекти, меѓу кои Клучката кај Момин поток, булеварот Македонија со подземна сообраќајница, улиците Љубљанска и Перо Наков, реконструкцијата на Фрањо Клус, како и доизградбата на булеварот Борис Трајковски. Најавена е изградба на нови кружни текови, булевари, монтажни, катни гаражи. Во областа на јавниот превоз со поддршка од владата се работи на модернизација со нови еколошки автобуси и развој на современ транспортен систем. Паралелно се реализираат активности за уредување на нови зелени површини, расчистување на бардариште и изградба на Луна парк. Ѓоргиевски информираше дека буџетот за 2026 година е проектиран како развоен, со зголемени капитални инвестиции во образованието, културата, инфраструктурата и животната средина. При тоа нагласи дека Скопје останува европска престолнина на културата 2028. Во своето обраќање упати благодарност до Советот на градот, до својот тим и до премиерот Христијан Мицкоски за поддршката, оценувајќи дека во изминатиот период се поставени темелите за финансиска стабилизација и системски промени во функционирањето на главниот град. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски го одбележа меѓународниот ден на мајчиниот јазик заедно со учениците од општинското основно училиште Ацо Шопов во Бутел. По тој повод, Костовски истакна дека овој ден представува потсетник за богатството и вредноста на јазичната разновидност. Денот на мајчиниот јазик е моќен потсетник за богатството на јазиците. Јазичната шареноликост не потсетува на убавината и силата на нашите разлики. Ние имаме јазик кој е исконски, прадедовски. Неговите корени досегаат во далечното минато до првите просветители Кирил и Методи, истакна Костовски. Во објава на социјалните мрежи, градоначалникот нагласи дека македонскиот народ никогаш не се посомневал во своето постоење, бидејќи го имал јазикот како духовна сила и темел на идентитетот. Македонскиот јазик е непресушен извор кој треба постојано да се следи, да се негува и да се надоградува. Нека ни е чести денот на мајчиниот јазик, порача Костовски. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик се одбележува секоја година на 21 февруари со цел промовирање на јазичната и културната разновидност и зачувување на јазиците во светот. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бетиста Менковска Трајковска го презентираше отчетот за сработеното во првите 100 дена од мандатот, под слоганот 100 дена 100 дела, нагласувајќи дека општината работи со засилена динамика и јасен фокус на резултати. Со реализирани 5 километри нов асфалт со отворено ново кино и интензивна работа на над 20 крупни капитални проекти, покажавме дека динамиката не запира. Истакна градоначалничката, додавајќи дека дел од проектите се веќе завршени. Дел се во напредна или завршна фаза, при што значаен дел се реализираат со поддршка од владата. Во инфраструктурниот сегмент реализирани се повеќе улици, меѓу кои Ѓурѓи Димитров 527, а при крај се зафатите на Жилберн и Саса со незините краци. Во теки изградба на фекална канализација во Бабин Дол, додека атмосферската мрежа на Томе Арсовски е во завршна фаза. Во делот на комуналната хигиена поставени се 15 специјализирани контейнери за текстилен отпад, а во подготовка се уште 15 за училиштата. Исчистени се 27 диви депонии, а во соработка со јавното предпријатие Национални шуми најавено е засадување на 3000 нови садници. Како значаен момент во општествениот живот е издвоено отворањето на кино во Драчево, прво кино во село по повеќе децении. Во образованието и детската заштита на прагот е отворање на 2 нови граденки во 11 октомври згради и подстаница, во теки изградбата на објект во Расадник. Во социјалната сфера отворен е нов центар за бесплатни логопедско-дефектолошки третмани во Драчево. Во завршна фаза е едукативно-терапевски центар во Црниче.
Градоначалничката упати благодарност до Советот на општината, администрацијата, владата, премиерот Мицкоски, како и до град Скопје и градоначалникот Ѓорѓиевски за соработката. Ова е само почеток на една амбициозна приказна. Продолжуваме понатаму заедно, порача Стаменковска Трајковска. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека изградбата на новата детска градинка во населбата Бутел 2 влегува во финална фаза на реализација. Како што соопшти заедно со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски извршиле увид во градежните активности. Со одлична динамика напредува изградбата на новата градинка во Бутел 2. Новата детска градинка во населеното место Бутел 2 го добива својот лик и веќе е во финална фаза, соопшти Костовски. Стариот објект, изграден во 1964 година, е урнат, а на негово место се гради нова современа детска градинка, која ќе ги исполнува сите модерни стандарди за згрижување на деца од предучилишна возраст. Новиот објект се простира на површина од 1800 квадратни метри. Ке располага со 3 влеза, 7 занимални со посебни спални соби, 2 занимални со заеднички спални, како и посебна просторија за јасти. Предвидена е и просторија за изолација и медицинска сестра, како и млечна кујна. Градинката ќе има капацитет за згрижување на 200 деца. Ова е капитален објект кој ќе го реализираме после долги години лажни ветувања. Ова е најголемата инвестиција во населеното место Бутел 2, нагласи Костовски. Во првите 100 дена од новиот мандат, општина Ѓорче Петров реализираше низ за инфраструктурни, образовни и развојни активности со фокус на капитални инвестиции и подобрување на квалитетот на живот, изјави градоначалникот Александар Стојковски. Советот на општината го донесе развојниот буџет за 2026 година во износ од 1,45 милиарди динари, од кои речиси 60% се наменети за капитални инвестиции, односно над 596 милиони динари за конкретни проекти. Стојковски истакна дека резултатите се доказ за континуирана и посветена работа на општинската администрација и тимот кој работи во интерес на граѓаните. Во изминатите 100 дена покажавме дека со јасна визија, одговорно управување и постојана работа на терен можат да се постигнат видливи резултати, изјави Стојковски. Во делот на инфраструктурата изградени се над 10.300 метри нови коловози, 800 метри нови патишта во Кучково, нов пат во Никиштан и нови сообраќајни решенија во Орман. Во образованието се реализираат инвестиции во вредност од 150 милиони динари, вклучително и доградби на училишта Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, Јоаким Крчовски и Страшо Пинџур. Во тек изградба на нова детска градинка во населбата Дексион. Општината продолжува со финансиска поддршка од 8.000 динари за секој новороденче. Најавува субвенции за обука и полагање возачка дозвола за младите. Во областа на спортот се реализира изградба на спортско-рекреативен комплекс на Шицка, спортски комплекс на Полјана, обнова на терените во Општинското училиште Тихомир Милошевски и поставување 2 текбол маси преку европски проект. Овие 100 дена се само почеток, продолжуваме системски, одговорно и транспарентно, порача Стојковски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам